Почитувани гости, добродојдовте на делот од програмата на Jazz Stream Festival во Струмица. Овој сегмент од програмата се вика Јас и джезот, каде што е осмислено да се промовираат публикации, издања, да се прават разговори во врска со джезот и джез културата и на кој што настани каниме гости. Овој пат гостин ни е Ненад Георгиевски. Генерално кажано, не е моја единствена област на интерес музичката критика, но денеска ни се представува со својата книга Press and Play, рецензии на музички наставни издања од македонската джез, рок и алтернативна сцена. Така што на почеток би сакал накратко да го представам Ненад Георгиевски, кој што е истекнат музички новинар, автор, преведувач, организатор на филмскиот фестивал Скопје Cinema City и критичар, чии активности служат како вителен мост меѓу балканската уметничка сцена и глобалната сцена. Со седиште во Скопје, неговата кариера опфаќа повеќе од 2 децении документирање на еволуцијата на музиката, филмот и современата култура. Новинарскиот опус на Георгиевски е обемен. Од 2004 година тој е постојан соработник на престижниот американски джез портал All About Jazz, представувајќи ја балканската перспектива пред меѓународната публика. Тој е плоден автор со 6 досега објавени книги, вклучувајќи ги и реномираните наслови како Музика и муабети, Press and Play и Ретки птици. Во 2023 година беше награден со престижната државна награда Мито Хаџивасилев Јасмин. Денес тој продолжува да го обликува културниот дискурс преку организирање на фестивалот Cinema City, известувања од бројни фестивали во странство и културниот сајт Vintage Cafe. Ненад, добре дојде во Струмица. Добро ве најдов. Ви благодарам на сите за оваа покана да дојдам и да присуствувам на ова прво инаугурално издање на фестивалот. Драго ни е што си со нас и што ја прифати поканата да ја представиме твојата последна книга Press and Play. Јас не сум музички критичар како тебе. Мојот домен е повеќе книжевноста. Она што успеав да го составам, можеби прави некој бленд од музичка и книжевна критика, но би сакал да прочитам свое видување на дел од она што го прочитав во книгата, неоптоварено тоа дали е соодветно прецизно дефинирано. Може да позборувам и за тоа. Во другиот дел од денешниот настан предвиден е разговор, кој што ќе се однесува главно на книгата, но ќе опфати и други теми.
Сега се надам дека сме спремни за музичко патување, стиснуваме пресен плей и еве што отприлика имам запишано за оваа книга. Ако мислевте дека музичката критика е досадна работа, во која некој соли памет, се лажете. Книгата Пресен плей на Ненад Георгиевски е чист доказ дека за музиката може да се пишува со толку многу жар, што веднаш ќе посакате да си пуштите некое добро парче македонски џез. Ова не е обична книга, туку вистински џез албум во пишана форма. Навистина, наместо сувопарни факти, Ненад не води на весела и ритмична прошетка низ македонската урбана сцена. Со леснотија на врвен импровизатор, тој скока од виртуозноста на Зоран Маџиров, па се до бунтовната рок и алтернативна сцена. Неговиот стил е совршен микс, доволно стручен за да научите нешто ново, а истовремено толку питок и забавен што се чита во еден здив. Мал инсайдерски спойлер за оние кои што ќе дојдат до книгата. Авторот ја пишувал книгата од првиот ред на публиката и клубовите и фестивалите. Тој е оној лик што ги знае сите приказни зад сцената. Неговата порака е јасна, секој македонски албум е чиста победа на креативниот дух. Единствено што ни фали во книгава се неколку QR кодови за веднаш да ја слушнеме музиката додека ни се полни душата од читање. Книгата стои рамо до рамо со светските џез писања, но има онаков наш локален македонски шмек. Накратко, Пресен плей е феноменален водич кој ќе ве натера со да ја пуштате музиката посилно и да ја сакате домашната сцена уште повеќе. Земете ја во раце, изострете го слухот и уживајте во оваа звучна авантура. И сега, Ненад, бидејќи ќе зборуваме за книгата, јас предлагам малку да го одморам грлото, Боби да не почести и да не наштима џезерски, да се опуштиме малку, може? Може. Кратко сегментче. Кратко сегментче. Виктор Јанг и Вейн Кинг. It's beautiful Аплауз за Боби Дочев. Ќе благодарам Боби за ово освежување. Ненад, да го почнеме разговорот. Книгава ни е како албум со слики од матура на цела една генерација. Мислам дека тука се повеќе генерации. Човекот минува низ години и години пишување и однаеднаш решава дека треба сето тоа да го стопне на едно место,
за да, нели, цело еко го има се. И онда сите тие импресии, сите тие моменти, сите тие писања и убави работи, да каже, ова што се случувало кај нас, ова се тие луѓе, посебно за ние странци кои што се заинтересирани, али немаат каде да ги научат тие работи и да добијат информации на некое поубаво, подлабоко и по писмено ниво. Убаво што го даде ова појаснување, ти благодарам. Кажи ми сега, дали ти беше потешко да ги избереш оние што влегува во пресен плей, или пушти солза за тие што мораше да останат да колираат во фиок? Оваа книга беше по повод 20 години активно со All About Jazz. Сакав да ги соберам на едно место што има за македонци, на некој да има доперни точки, нели? Од првите почетоци 2004 година па се до 24-та. Така што едино се случи некои работи, како Сашо Поповски, знам дека еден негов албум го имам испуштено. Меѓутоа ќе се најде на некоја друга ваква слична книга во некоја блиска иднина, се надевам. Се надевам и ние. Кога денес ќе си ги прочиташ текстовите од пред 15-20 години, како што кажа, колку пати си се фатил како се смееш на сопствениот ентузијазам, или можеби се велиш, ај, па јас сум бил опасен судија. Дали денес би им прогледал низ прсти на некои албуми? Па вака, времето си прави се, нели? Ако ќе погледам некој таков текст, не го приметувам само калапот, нели, како е пишувано, нака технички да кажем. Меѓутоа, пак е од друга страна како некој друг да ги пишувал тие работи, со некои своји импресии од некое време и со тоа ниво на знаење, искрено, длабоко и колку што можело да биде во тоа време. Сега малку поинако ги гледам, можеби малку поинако би пристапил. Меѓутоа ги чувам внатре тие некои импресии од самата музика и она што сум се обидувал со зборови да го доловам, нели? Еве, например, сега ќе дам еден пример. Неодамна, неврзано со ова, го слушав на Маџиров албумот Roots on a Roof, кој што чиј издавач стои позади тебе, а и дел од неговата фамилија. Тој ми беше прво number one рецензија, значи најго почитано на тоа All About Jazz. И колку слушав, по-лесно сега ги приметувам сите тие детали, пошто бидејќи го интервјуирав човекот на времето, кај е подлабоко и поевидентно таа магија у неговата музика. И можеби некаква поинаква слика би обоел, поинаков фон, поинаков избор на зборови би искористил, поинакви приказни би дораскажал во однос на тоа. Подруги асоциации. Меѓутоа, времето си прави се еднаш. Вие созревате како човек, созревате и како на перцепциите и нешто сакате да кажете, а и начинот како се изразувате. И ете, тоа е еден така пример. Супер. Често правиш разлика меѓу техничка совршеност и жива емоција. Дали на македонскиот џез денес му фали повеќе ноти на хартија или му фали малку повеќе дрскост? Не знам дали му фали дрскост, не знам дали му фалат ноти повеќе, мислам дека му фали поголема промоција и повеќе можности да се надоградува и да напредува. Или сега имаме... Значи веќе има се. Веќе има убави темели за да тоа расте и да се надоградува, а и да ги дочекуваат и некои нови генерации кои што доаѓаат и веќе се стигнати. Во Скопје веќе кружат своји некои иман така джепови на интересни ликови кои што си направиле своја сцена, нели? Например, имате таа сцена со биг бендот. Тука има повеќе музичари кои што нели настапија кај вас, тука има и повеќе внатре кои што си имаат своји состави. Има и трети кои што имаат некои своји сцени, своји локални места кои што не се поврзани со вие. И тоа си расте, меѓутоа треба една поубава средина со повеќе промоција, со повеќе вложување,
за да тоа расте и понатаму. Значи да не биде само некоја интересна појава која што се потпира само на ентузијазмот на тие луѓе кои што се појавиле, туку да продолжи да се надоградува и да се извезува. Го спомна Скопје, како е низ другите градови? Не знам. Навистина не знам, бидејќи повеќето сега во последно време толку и немам многу можност да патувам по другите градови за да видам. Мислам дека тие средини се малку запоставени и дека зависат од ентузијазмот на сите тие луѓе тамо. Знаеш, Битола е една своја приказна, Охрид има некоја своја приказна. Другите вакво, Биг Бендот е, например, составен од многу членови кои што доаѓаат од разни краишта на Македонија и покажува колку е богатството некој фундус кој што ги имаме. Некои се школувани во град. И мислам дека имаме многу добра сцена, само што државата да ја правиме и се ќе биде како што треба. Прво сцената, па потоа државата. Да, или обратно. Добро, малку да одмориме. Боби, пак не почистиш со нешто. Зборовите се супер, ама музиката е поубава. Боби, повели. Супер, ти благодарам уште еднаш, Боби. Ќе се слушнеме повторно, малку подоцна. Сега сакам на мене да му поставам едно прашање, кој што можеби ќе биде малку скокотливо, бидејќи содржи една
теза која што може и да се разбере како површна. Меѓутоа ќе го поставам секако како провокација. Секој град си има свој препознатлив џагор, како звучи Скопје на македонскиот урбан простор денес. Нешто спомнавме за тоа. Дали нашиот џез се уште е гледан како недостижен елитист во скап костум или е спуштен на асфалтот да испие едно кафе со народот? Па мислам дека и двете. Ви го имате Биг Бендот кој што стана национална институција, значи со голема поддршка од државата. Во ноември минатата година бев на турнеја со нив недела дена. Бевме во Будимпешта, Прага и Виена. Че не настапија во елитни места со предубава публика. Така што го имам и големиот Скопски џез фестивал Папитола. Само да ми текне како се викаше нивниот Jazz Factory. Каде што настапуваат големи артисти и се битни точки на некои културни мапи, дал за џез, дал општо за култура. Клубовите се секогаш на вистинското место каде што музиката, било кој аспект, дали книжевност, се градат, значи почнуваат од таму. Нели, куќата од темели се гради. Така да не можеме да кажеме дека нешто е на примитивно ниво оставено или на... Меѓутоа има се уште простор тоа да се надоградува и да се гради во свеста на луѓето дека постои тако како културно милје. Елитизам, јас секогаш се противам на тој елитизам, меѓутоа не може, тој повеќе функционира во некои маркетиншки цели за да се свати големината на оно што се нуди, нели, например на некој фестивал или како обичен концерт или изложба или било што. И тука мора да постои такво нешто. Нели, зошто е тоа важно, зошто да го одвоите вашето време на од што се нуди. Ова е тоа. Така да постојат и двете варијанти. Истовремено. Да. Во таа смисла, како го доживуваш Jazz Stream Festival во Струмица? Па првите импресии се позитивни. Би сакал да можам да ги да имав таа можност да ги проследам и настапите на Биг Бендот и на Госе Стефковски кои што беа настапиле овдека преходниве денови. Еве и Шурби имал феноменален настап вчера. Да. Нешто миксијата така зафркавало. Така да тие се тие импресии кои што преди кои ја одам да ги видам и да ги доживеам. Патем речено ми е омилениот диџеј, така да сте биле почестени. Секако верувам од сега натаму и на струмичката публика омилен. Си соработувал, спомна, со Зоран Маџиров, легенди, да кажеме, во македонскиот џез. Со Тони Китановски, со Гоце Стефковски исто го спомна. Кога твој близок пријател ќе издаде албум, како успеваш да го заспиеш критичарот во себе? За да не ти ја расипе забавата. Или само си ја вежбал фацата за другар што клима со глава, додека во себе веќе пишуваш рецензија. Може да се каже едното и другото. За да се најбитна работа при пишување е покажи ми дека нешто ти се допаѓа без да ми кажеш дека ти се допаѓа, или Да. кажи ми дека нешто не ти се допаѓа без да ми кажеш дека тоа не ти се допаѓа директно, нели да ги кажеш, него да ги наброиш ние работи што ти се допаѓаат, за да ти изградиш некоја слика зашто ти се допаѓа и обратното, нели, зашто нешто не ти се. Меѓутоа се до тоа треба да биде напишано на еден начин кој што бил интересен за читање, нели, и информативен, меѓутоа интересен за читање, кој докторски дисертации и фусноти безброј, мислам дека влијаат негативно, посебно на некои нови генерации, чија attention span е многу мал. И затоа си постои некои мерила за должина на текстови или начин на како се представува некој материјал, нели.
TikTok видеа, Facebook видеа, Instagram видеа или така, за да се каже нешто. И тоа е начин да во сето тоа море на информации, нели, тоа да допре до вас. Баш за тоа сакав сега да те прашам околу тоа attention span. Денес живееме во време на брза аудио храна. Скролање, прескокнуваме и имаме трпение од цели 30 секунди. Имаме ли воопшто кондиција да го изслушаме целиот албум и да уживаме во тишината меѓу песните, или музиката ни стана само кулинарска позадина додека сечкаме кромит во кујна? Сега види, тоа е голем проблем. Мислам, преплавени сме со многу информации. Меѓутоа, ако видите еден новинар или еден вака диџеј или радиоводител, немаат само својство, немаат улога на некој кој што е или човечки џубокс или човечка машина за пишување, него си одредени куратори, нели, за содржини. Ова е тоа што го заслужува вашето внимание. И си градите публика со тоа дека вашиот вкус, затоа и често ги прашувате вака како Никола луѓе што читаат, што гледаат, за да како некој вид како ги кажат ние светилници, нели, кои што даваат за бродови некаде. И тука е гледам таа улога на тие луѓе во јавноста, нели, за да сето тоа ѓубре што го поприпремаме, што не обкружува и преплавува од милиони информации, некој тука нешто одвојува, ова вреди како некој мени од ресторан некој. Денеска ова ви го препорачуваме да го пробате. И тука ги гледам тие улоги како ние ги представуваме работите, се трудиме најдобро што можеме и на тој квалитет ние градиме публика, луѓе кои што следат и комуницираме со нив. Не е тоа едносмерна улица. Секако, Боби, знаеме дека имаш уште некој кец во ракавот. Ајде пак да не освежиш. Ова малце нешто. Тоа е имал прекорис од ерата на хардбук. Представи ги иноватор. Тика Кени Барел. Midnight Blue.
Фала ти многу, Боби. Продолжуваме со уште една тура прашање. Ненад, твојата критика доаѓа нешто како фино созреано вино во време на инстант инфлуенсерски препораки. Дали Press and Play е всушност твојот заговор и план да не натараш да го тргнеме прстот од тоа проклето копче скип и да уживаме во приказната од почеток до крај? Не можам да влијам на никого како ги консумира овие материјали. Меѓутоа, нели, ми книги, да кажеме, со интервјуа. И мојот начин на читање на вакви други книги е така од средина некако кога отворам на рандом и да најдам некои работи кои што По случајен избор. По случајен избор. Книгите се комплексни работи кои што си бараат свое внимание, нели? Оној кој што е посветен, ти им се посвети. Јас се надевам дека ова еден ден ти им послужи на оние кои што истражуваат дали новинарски, дали културолошки. Бидејќи не постои книга на англиски за овие случувања што ги имаме поминато. Во тек е 25-то издание на Offest. И сеќавам дека моје прво битно интервју беше токму за тој фестивал, Дейвид Бърн. И 25 години се поминати од тогаш. Четврт Зарија век. е зборен една принтер. Не ми дадовте. Знаем од кој причина. Не, ствари, не, побарав. Тогаш бев многу по-зелен околу тие новинарски работи. Нели, се уште не ми беше јасен како функционира тој систем во Скопје. Сега ми е криво. Меѓутоа, за да ја дојдам, бидејќи немам никаква новинарска позадина, сум професор по англиски јазик и љубител на музика и на книги и на сите овие работи, не морав да ги правам тие интервјуа пред да дојдат луѓето, за да некој како. И на тој начин се докажуваш, да. Во таа смисла, каков е одекот, фидбекот од книгава? Па убав е, затоа што имаше неколку рецензии. Луѓето сериозно ги анализира. Еве денеска добив нова понуда за промоција на книгава. Треба да отпечатам повеќе. Нишвил во август. Да, еве денеска баш додека се допишуваме со Никола стигна и покана за таму. Се радувам за тебе. Благодарам. Ајде, пред крајот малку да гледаме во кристална топка. Ајде. Ако утре се случи следната голема македонска џез револуција или еволуција, сеедно, како би изгледала таа? Каков луд музички потек ни треба за да не разбуди сите од зимски сон? Како е прашањето? Каков? Каков луд музички потек ни треба за да не разбуди? Луд музички потек за да не разбуди зимски сон. Значи, тие работи неминомно се случуваат без разлика дали ние сакаме или не сакаме да се случи. Тоа е волја на тие некои индивидуи кои што тоа го прават. Исто како што ова е реализација на нечии желби, нели, намери, за да се реализира нешто. Веќе си постојат, се функционираат луѓе од различни генерации, помлади или постари, кои што веќе ги реализираат тие нивни амбиции. И сега нас да не разбуди, мислам дека тоа нема и дека тоа ќе остане само за некои одбрани друштва. Добро. Сега стигнахме до крајот. Само уште ова да те прашам. Списокот на минатото и сегашноста го пополнивме, парете да видиме што правиме во денот потоа. Бидејќи за половина час не чека промоцијата на албумот Day After од Али Кита Ушанов, кажи ми
Има ли нашиот джез доволно кондиција во нозете за да го изоди тој ден потоа и да продолжи да трча во полна парја? Секако дека има. Меѓутоа, пак ќе напоменам, ако чекаат луѓето некаде некој да ги повика и да се деси нешто така, нема да се деси. Ако они се ангажираат и да ги трчаат тие работи, да наоѓаат новинари, да наоѓаат тоа, тогаш има шанси. Бидејќи премногу работи се случуваат и све зависи од амбициозноста на самите автори, на самите луѓе. Добро, еве. Не може сам универзумот сам, мораш и ти малце, нели? Така. Мора да си помогнеш сам себе си и да ти помогне и друг. Добро, оно што сакав да те прашам, го исцрпив, дали нешто испуштив што може би ти сакаш да го спомнеш, да го потенцираш? Па ништо, еве, работам на уште 2 книги кои што треба оваа година да се случат. Една е со Art and Travel, чи патување по изложби, по така посебни места, рецензии за книги, меѓутоа напишано со некој полесен, и таа ќе биде билингвална. И има еден проект кој го работам со аудиокултура. Тој е серијал Арт Хемија и се заврши пред некој ден, така 10 концерти, 10 рецензии со 10 интервјуа. И тоа, да, тој ќе биде плоча, ќе биде и изложба, се надевам, па еве, се надевам дека и ќе го промовираме тоа тука наредна година. Се надевам и ние, тука сме за соработка секако. Ненад, ти благодарам за овој прекрасен музички муабет. Благодарам и вам на поканата и се надевам дека ќе се гледаме пак наскоро и дека вашиот фестивал ќе расте и ќе се фалиме со него. Видите што имаме. Ако ништо друго, ќе се потрудим. Драги луѓе гости, нашата весела джез локомотива не запира тука. Се преселуваме во Рекорд Паб во 15 часот, каде што Аликита Ушанов во живо ќе ни покажат како звучи нивниот Day After. Не надоаѓаш на нас, нели? Како не? И се продолжуваме да се држиме таму. Да се фатиме место на време, нели?